Мозочните крварења опфаќаат од 8 до 13% од сите мозочни удари, но затоа пак имаат највисок смртен исход, околу 62%. Карактеристично за ваквиот тип крварење е фактот дека кај 50% од преживеаните се јавува траен инвалидитет. Токму поради тој факт од големо значење за исходот на пациентот е навремено поставената диагноза и итен третман, вели доктор Љулјзе Магај, неврохирург од Аџи Бадем Систина. Мозочното крварење всушност е еден вид мозочен удар. Во таа категорија најчесто се мозочните удари од типот на исхемичните, кога како резултат на престанок на циркулацијата доаѓа до оштетување на одреден дел од мозокот. За разлика од нив, овој вид на мозочен удар представува излегување на дел од крвта, од крвниот сад, и таа крв го притиска мозокот и прави проблеми. Постојат повеќе причини за мозочно крварење. Најчесто, вели доктор Агај, се пациенти кои што имаат проблеми со контрола на крвниот притисок. Не ги зимат редовно лековите што треба да ги консумираат, понатаму нездравиот начин на живење, прекумерната телесна тежина, постоење на тие што ги викаме коморбидитети, да кажеме шекерната болест, ако е и таа несредена. Значи, сите овие аспекти доведуваат до една тенденција каде што страдаат мозочните крвни садови, стануваат поранливи, посклони на прскање и излегување на крвта надвор од нив. Како се манифестира мозочното крварење? Има повеќе манифестации. Кај потешките видови пациентот може да западне во коматозна состојба. Тоа е нормално една мошнеитна медицинска состојба каде што треба да се интервенира веднаш со цел да се зачува животот на болниот, но може и со една помалку драматична манифестација клиничка, може со главоболка, нагла главоболка проследена со повраќање, може да дојде до одземеност на рака и нога, обично на едната страна тоа настанува. Компјутеризираната томографија е стандард во дијагностицирањето на мозочните крварења, додека магнетната резонанца може да покаже кога се појавило крварењето, како и да открие присуство на тумор. Многу е битно пациентот, ако се излечи, да го смени начинот на живење. Значи, еден диететско-хигиенски режим, што го викаме, со цел за да се спречи повторната појава на такво едно крварење. Значи, со хируршкото отстранување на хематомот ние отклонуваме последицата, причините може да останат. Доколку еден пациент продолжува да биде, да кажеме, непедантен со земањето на терапијата за намалување на крвниот притисок, ако не се контролира шекерот, ако не води грижа за начинот на исхраната, тука понатаму спаѓа и физичката пасивност. Сите овие фактори придонесуваат за можна повторна појава на еден таков хематом. Мозочните крварења се почести кај повозрасната популација. Тоа е најчесто популацијата после 50-60 години, проблеми кои се нагомилале во тек на годините со несредена тензија, со гојазност и слични проблеми што ги наброив, тогаш кулминират на оваа возраст. Може и кај младите да се случи, обично кај нив тоа доаѓа како резултат на некои други моменти, обично е пореметување на некои крвни садови, ги викаме анеуризми или артериовенски малформации. Тоа е типично за една млада возраст, значи ако млад пациент, 20-30 годишен, ни дојде со една таква манифестација, прво на што помислуваме ние неврохирурзите е да откриеме со специјално снимање на мозочните крвни садови појава на еден таков крвен сад, чии ѕидови се потенки и
може да во еден момент така да настане нивна перфорација и истекување на крвта надвор. Тогаш, освен хируршки, освен отстранување на хематомот, треба да се реши проблемот со крвниот сад. Навремената и прецизна диагностика е чекор до успешен третман, вели доктор Агај.